Имено на денешната пресконференција сакавме да ви информираме дека Сдруженијето за комунални дејности при Стопанската комора на Македонија минатата недела направи избор на нови органи на раководење во рамки на Сдруженијето и на групацијата за пазари. Согласно промената на голем дел од директорите во комуналните предпријатија на локално ниво беше направен и нов избор на раководни структури во Сдруженијето на комунални дејности. Новиот председател на Сдруженијето за комунални дејности при Стопанската комора на Македонија е господин Звонко Јовановски од јавното комунално предпријатие Комуналец од Прилеп, а новиот председател на групацијата за пазари е господин Звонко Стојчевски од Скопски пазар АД Скопје. За таа цел Сдруженијето за комунални дејности преку денешната пресконференција би сакале да информира за активностите кои што во следниот период ќе ги покренеме преку ова здружение. Имено во рамки на Сдруженијето за комунални дејности три клучни активности ќе бидат предмет на работа на ова здружение, особено активности до средината на оваа година. Тоа е пред се активностите со Министерството за информатичко општество, со кое ќе бараме да се направат одредени измени, дополнувања, олеснувања на вработувањата во комуналните предпријатија од аспект на функционирање на Законот за административни службеници и Законот за вработените во јавниот сектор. Зашто ова го бараме? Го бараме бидејќи комуналните предпријатија според постојната законска регулатива вработувањата во своите предпријатија го вршат по три закони. Законот за административни службеници, Законот за вработени во јавниот сектор и Законот за работни односи. Ваквиот модел на функционирање на работниот однос на вработените во комуналните предпријатија го отежнува функционирањето на самите овие субјекти и за таа цел сметаме дека законската регулатива по овој основ треба да биде усогласена, бидејќи во моментов постои сериозни проблеми во делот на функционирање на вработените. Во таа насока Сдруженијето за комунални дејности ќе направи едно анкетно истражување со кое што ќе ги подкрепи своите барања до Министерството за информатичко општество, но имајќи во предвид дека се прават одредени усогласувања на законските прописи во делот на јавната администрација, сметаме дека и преку Сдруженијето за комунални дејности можеме да придонесеме да се направи олеснување на работното функционирање на вработените во овие комунални предпријатија. Втората тема за која Сдруженијето за комунални дејности во следниот период особено ќе биде активна е функционирањето на Законот за јавни набавки. Согласно Законот за јавни набавки, комуналните предпријатија имаат проблеми, приоритетно решавање на проблеми по два основа. Прво, понудената најниска цена им прави сериозни проблеми во случај на набавка на одредена опрема, имајќи во предвид дека се работи со механизација, со возила. Сметаме дека секогаш критериумот најниска цена не соодветствува со квалитетот на потребната набавка. И вториот сегмент е квантумот од 500 евра за брзи потреби во кои што може да се користат средствата без јавен тендер. Комуналните предпријатија сметаат дека овој износ е многу низок и дека е потребно одредено релаксирање во овие услови, бидејќи на терен, на дневна основа постојат многу застои и пречки во функционирањето на комуналните предпријатија поради постоењето на овие законски ограничувања. И третиот закон, односно законска рамка за која што Сдруженијето за комунални дејности во следниот период ќе биде активно е носењето на новиот закон за управување со отпад, што го најави Министерството за животна средина. Ние на состанокот минатата недела на Сдруженијето за комунални дејности имавме представници од Министерството за животна средина. Начелно постигнавме согласност дека ќе бидеме активно вклучени во изработката на тоа законско решение. Знаете дека Министерството за животна средина во Законот за регулирање на отпадот во Македонија предвидува регионални депонии. Во моментов во Македонија постојат повеќе депонии на локално ниво кои што се функционираат во рамки на комуналните предпријатија во општините пооделно.
насоката за регионални депонии и актуелната состојба на постоење на депонии во рамки на комуналните предпријатија го отежнува собирањето на отпад, односно согрувањето на отпад, имајќи во предвид дека постоењето, дефинирањето на регионални депонии всушност овозможува во овој период депониите што постојат во секоја општина поединечно да не може да се модернизираат, да не може да се инвестира во нивно обновување, што дополнително на терен прави други проблеми од друга природа. Во делот на комуналните дејности општо толку, јас само ќе дадам најава дека преку групацијата на пазари би сакале да ви информираме дека согласно донесениот закон за трговија на зелени пазари, кој што во собранието беше изгласан на 11 јануари оваа година, групацијата за пазари дава поддршка на ова законско решение, особено што овој закон во голем дел е закон изработен и инициран од групацијата на пазари изминатите 10 години, на кој што се работеше многу активно. Така да сметаме дека со едно вакво законско решение ќе се стави во одреден дел ред во работењето на нашите активности ќе бидат насочени кон носење на една стратегија на пазари, која што постои во регионот во повеќе земји и која што како таков документ може во голема мера да помогне во модернизација и вложување во нова инфраструктура на зелените пазари, што би ги направило модерни и во тренд со европските директиви и европските текови на функционирање на ваквите пазари.